Благодарам, председателке, почитувани медиуми, почитувана јавност, почитуван заменик министер. За разлика од претходниот дискутант Пренџов, кој што излезе на говорница и си го потроши своето време за опозицијата, за плачење, лажење, испревртување на факти и бројки, јас ќе се обидам да зборувам да ги искористам моите 20 минути за ребалансот, кој што е всушност и тема на денешната дискусија. Ребалансот на буџетот за 2026 година потврдува дека проекциите на основниот буџет за 2026 година беа преоптимистички и дека представувањето на буџетот за 2026 година како инструмент за фискална консолидација и стабилизација со овој ребаланс владата самата си го побива. Од тука предлог ребалансот на буџетот отвара прашања во однос на квалитетот на првичното буџетско планирање. Иако ребалансите се вообичаен инструмент за приспособување на буџетот на променетите економски околности, фактот што значајни измени се предлагаат само неколку месеци по усвојувањето на буџетот, укажува дека дел од првичните проекции не ги одразиле целосно реалните потреби и очекуваните фискални движења. Особено е забележливо што расходите се зголемуваат со значително побрзо темпо од приходите. Додека приходната страна се ревидира за околу 4,6 милиарди денари, расходите растат за 11,6 милиарди денари. Разликата помеѓу овие две категории ќе се покрие преку дополнително задолжување, што подразбира дека поголемиот дел од новата јавна потрошувачка нема да биде финансирана од тековните буџетски приходи. Ваквиот пристап носи голем фискален товар за наредните години. Во таа насока ребалансот предвидува зголемување на буџетскиот дефицит од 3,5% на 4,1% од бруто домашниот производ, односно расте од 39,239 милиарди денари на 46,264 милиарди денари или за некаде околу 18%. Важно е да се спомне дека не се влошува само вкупниот дефицит, туку и примарниот дефицит, односно салдото без камати за 7,208 милиарди денари. Одстапувањето кај дефицитот не е техничко, туку насочувачко. Владата може да го објаснува со законски обврски, договори или инфраструктура, но бројките покажуваат дека станува збор за политички избор. Кога приходите од реалната економија слабеат, одговорна реакција е приоритет и контрола на трајните расходи, а не нивно проширување со нов долг. Особено важно е што примарниот дефицит се влошува, речиси исто како и вкупниот дефицит, што значи дека оправдувањето со камати и стар долг не држи. И кога зборуваме за дефицитот, важно е да се види мислењето на Фискалниот совет на Република Северна Македонија, кој е даден за ребалансот, каде што се вели дека Фискалниот совет смета дека зголемувањето на буџетскиот дефицит за 0,6% поени од БДП во услови на речиси целосно искористен фискален простор и релативно високи трошоци за задолжување представува дополнителен фискален ризик, што ќе доведе до зголемување на онака високите расходи за камата не само во тековната година, туку и среднорочно до 2029 година. Исто така како и во мислењето на Фискалниот совет за основниот буџет, и овде повторно ја нагласува важноста од доследно спроведување на процесот на фискална консолидација како една од клучните определби, што континуирано е содржана во стратешките фискални документи. Исто така, Фискалниот совет смета дека постои потреба од постепено и систематско воведување на сеопфатни анализи на јавните расходи, како инструмент за оценување на нивната ефикасност, ефективност и усогласеност со поставените политики и приоритети. И исто како и Народниот правобранител и Фискалниот совет укажува на потребата за доследно почитување на обврската за навремено доставување на предлог ребалансот на буџетот заради давање на мислење пред негово разгледување од страна на владата. Понатаму во ребалансот проекцијата за реален раст на БДП е ревидирана од 3,8% на 3,5%. Во првиот квартал од 2026 година
растот изнесува 3,1%, инфлацијата е ревидирана нагоре на 4,5%, а просечната инфлација во првите 5 месеци изнесува 4,3%. Ова значи дека владата се соочува со послаб раст и повисоки цени, а сепак одговара со поголем дефицит. И ова е фискално ризичен пристап во услови на повисока инфлација. Буџетот треба да биде внимателен, таргетиран и развоен, наместо тоа имаме поширок дефицит и поголем простор за тековна потрошувачка. И има уште еден важен сигнал, а тоа е растот во првиот квартал, тоа е дека растот во првиот квартал е поддржан главно од домашната побарувачка, јавната потрошувачка и градежништвото. Јавната потрошувачка расте 5,5%, додека бруто инвестициите растат само 1,5%. Индустријскиот сектор бележи пад од 0,8%. И ова не е слика на економија, што ја крева продуктивноста, ова е слика на економија што се потпира на потрошувачката. Продуктивноста е најслаба точка на ребалансот. Владата зборува за инвестиции, но крати токму онаму каде што треба да се создава додадена вредност. Крати во програмата Д9, финансиска поддршка на инвестиции од 200 милиони денари, крати во програмата Економски развој која се намалува за 661 милион денари. Програмата унапредување на деловните активности паѓа од 1,571 милиарда денари на само 371 милион денари. Поддршката за мали и средни предпријатија останува речиси символична, околу 15 милиони денари. И ова е суштински судир помеѓу онаа што го зборува владата и тоа што го представува буџетската реалност. Ако владата веруваше во домашни компании, мали и средни предпријатија, продуктивност, извоз и нова додадена вредност, немаше да ги крати ставките за инвестиции и деловни активности. Ребалансот има пари за поголем дефицит, но нема доволно пари за продуктивна економија. Што покажува ребалансот за непродуктивните расходи, во кои се вклучени патни и дневни расходи, договорни услуги, други тековни расходи, привремени вработување, купување мебел и купување возила. Купниот износ во ребалансот достигнува над 15 милиарди денари. Во првичниот буџет непродуктивните трошоци изнесуваа околу 13,55 милиарди денари, што е раст од околу 1,62 милиарди денари или приближно 12%. Владата може да каже дека се намалуваат возила и мебел, но тоа е само дел од сликата. Возилата и мебелот навистина се намалуваат, но истовремено растат помалку транспарентните тековни ставки, договорните услуги растат за 898 милиони денари, а други тековни расходи растат за околу 1,22 милиарди денари. Капиталните расходи растат за 5,814 милиарди денари, што на прв поглед е позитивно. Но не секој капитален расход автоматски значи продуктивен развој. Потребно е да се види дали тие инвестиции создаваат долгорочна конкурентност, пристап до услуги, регионална рамнотежа, нови производствени капацитети и подобар живот за граѓаните. Голем дел од растот оди кон инфраструктурни проекти на општините. Ако состојбата со невремето во Скопје и другите градови е сведок за ефектот на капиталните инвестиции во општините врз подобрување на животот на граѓаните, тогаш навистина оваа власт може да е горда затоа што лансираше еден нов проект Скопје на вода. Јавниот долг веќе е на ниво што бара сериозна внимателност, затоа што државата се движи околу, односно над референтниот праг од 60% од БДП. Во самиот ребаланс е наведено дека на 31 март 2026 година јавниот долг достигнува 10,747 милиарди евра, односно 58,9% од БДП со официјална проекција да достигне 61,5% од БДП. Тоа значи дека фискалниот простор на државата се стеснува токму во период кога инфлацијата е повисока, растот е ревидиран надолу, а потребата за внимателно управување со јавните финансии е поголема. И овој тренд не сме и не може да се релативизира. На крајот на 2023 година јавниот долг беше околу 8,5 милиарди евра, а сега е околу 10,8 милиарди евра. Со последното задолжување и со дополнителното нетостранско задолжување предвидено во ребалансот, должничката линија се движи кон околу 11 милиарди евра.
Тоа значи дека за нешто повеќе од 2 години државата добива нов должнички товар од приближно 2,5 милиарди евра. Третата економија не би требало да зема кредит од 1 милиарда евра за да врати долг од 700 милиони евра и со тоа да направи дополнителен нето долг од 300 милиони евра. Затоа, кога зборувате за третата економија по раст на БДП, треба да се каже дека економијата расте преку трошење, а не преку значително зголемување на производствените капацитети. За повисок и одржлив економски раст, инвестициите треба да растат побрзо од БДП, бидејќи тие создаваат нов капитал, продуктивност и идно производство. Ама, како што спомнав погоре, тоа не е случај овде кај нас и не е случај ни со буџетот, ни со ребалансот. И ајде сега по-конкретно да го видиме буџетот на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Исклучително важно министерство, имајќи ги во предвид неговите надлежности, социјална политика, демографија и млади. Ќе започнам со демографијата. Актуелните демографски трендови со кои се соочува државата се манифестираат со намалување на бројот на родени деца и на природниот прираст на населението, пораст на емиграцијата во странство, како и интензивирање на процесот на демографско старење кое резултира со зголемено учество на старите лица во вкупното население. И кога имате една ваква демографска состојба во Министерството која е надлежно за оваа прашање и во самиот назив го имаат зборот демографија, би било логично да обезбедите повеќе средства за реализација на проекти и активности за да можеме да се соочиме и да се справиме со овие демографски предизвици. Ама за жал, средствата за демографски политики од 71 милион денари се намалени за 21 милион денари, на 21 милион денари, односно имаме кратење на средствата за демографски политики од 70,4%. Толку од грижата на власта за состојбите со демографијата. Во програмата на влада за изградба на детски градинки, која е во рамки на Министерството, има кратење за 6,9%. Оти децата ни се приоритет. И сега сакам некој збор за она фамозно спомнување на колегите од власта за зголемување на буџетот на Министерството за 1,8 милиарди денари. 1,5 милиарди има зголемување кај надоместоците за социјална заштита. Ама зошто е зголемувањето? Затоа што проекцијата била лоша во основниот буџет. Оти недостасуваат средства на оваа ставка, што беше причина и за доцнењето на исплатата на правата од детска и социјална заштита и се чекаше пренамената на средствата минатиот месец. Но на што е важно да се каже дека согласно проекциите во ребалансот и она што е реална потреба во рамки на Министерството за социјална политика, дека ќе фалат околу 3 милиарди до крајот на годината. Пренамена, одлука за распределба, ќе видиме што ќе биде до крајот на годината. Кај процесот на деинституционализација, социјалните услуги има зголемување од 130 милиони денари, но недоволно за да се сервисираат услугите до крај на 2026 година, имајќи во предвид дека исплатата кон давателите на услуги доцни, а во меѓувреме имаше 2 нови повика за нови провајдери, со што се зголеми и бројот на даватели, меѓутоа и негователи кои што ја даваат оваа услуга. Тука се средствата и за личните асистенти на лицата со попреченост, кај кои исто така се доцни по 2-3 месеци со исплатите. Кај заштитните друштва кои што вработуваат лица со попреченост, имаме додадено 300 милиони. Меѓутоа, она што треба се спомене е дека последната исплата кон заштитните друштва е за месец јули 2025 година. Во основниот буџет имаше 300 милиони денари, тие 300 милиони денари стасаат токму за пола година од 2025. Значи, овие дополнителни 300 ќе бидат за втората половина од 2025 година. За жал, заштитните друштва нема да видат ниту денар исплатено од оваа влада, од оваа власт за 2026 година. И во програмата за млади имаме намалување од 1 милион денари, наместо зголемување, така да деца, млади, демографија
со кратењето во буџетот всушност покажувате колку е вашата грижа кон оваа целна група. Затоа велам, ако го гледате буџетот на Министерството за социјална политика, без да навлезете во една анализа на самите програми, а не да се служите со популистички цели, ќе кажете дека има зголемување на буџетот со ребалансот во однос на основниот буџет за 2026 година. Но всушност не е така. Состојбата во Министерството за социјална политика, демографија и млади е состојба во речиси сите институции. Се кратат средства во сите програми и ставки. Целта е да се прикажат помалку расходи, иако реалноста е сосема друга. Со таквиот пристап всушност се дава лажна проекција за дефицитот. Затоа како заклучок, ребалансот укажува дека првичните буџетски проекции не биле доволно прецизни, бидејќи значајни измени се предлагаат релативно кратко време по усвојувањето на буџетот. Расходите растат значително побрзо од приходите, што доведува до повисок буџетски дефицит и дополнителни потреби за задолжување. Не е доволно образложено на кој начин ќе се овозможи повисока реализација на капиталните инвестиции во однос на претходните години. Дел од дополнителните приходи се планирани кај категории што традиционално имаат понестабилна реализација. Односно, имаме буџет без реформи со повеќе долгови, наместо стабилизација се создава нов фискален ризик, што го потврдува и мислењето на Советот, на Буџетскиот совет, и владата го подкопува сопствениот план за фискална консолидација. Благодарам. Благодарам. Реплика Љупчо Пренџов. Повелете.